حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن في حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أما بعد благодарност на истинно припаѓа на самиот Аллах субхану ва таала. Од него помош и опрос бараме. Се приклонуваме кај него нашите зла и лоши дела. И кога Аллах Желешану со право ги упати на правиот пат, нема кој да не се заблуда. И кога Аллах Желешану со право го оставил заблуда, нема кој да го упати на правиот пат. И сведочам дека нема друг Бог освен Аллах, кој е единствен и нема придружник. И сведочам дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник. Во својата книга Аллах Желешану рекол: "О верници, плашете се од Аллах со истинска богобојазливост и умрете само како муслимани." Навистина најдобриот збор е Аллаховиот збор, најдобриот пат е патот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, додека се она што е ново е бира, а секој бира те заблуда и секој заблуда води кон џехенем. Штовани браќа, поштовани џемат, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Во денешната хутба ќе се осврнам на еден ден кој што иншаллах некој од нас ќе го доживеи. А тој е денот за кој што рекол пегамбер салаллаху алейхи ва селем, вели најдобрата ноќ е ноќта на Кадр во месец Рамазан кој што е зад нас, кој што сме поминале, а рекол бе за овој ден е денот, најдобриот ден во годината. Тој е денот на Арафат. Значи денес ќе зборам вредноста на хаџот или вредноста на самиот ден на Арафат. Мора да се подсетиме дека Арафат е едно место подалечено од Меке, каде што се одиграле многу важни настани. Како, например, прво, кога Аллах Желешану им наредил на Адем на Хава се спушта на земјата, спуштени сте Адем, алейхиссалам е спуштен на тоа брдо на Арафат. Подошно Џебел Рахме или брдото на милоста. Кога бил спуштен Адем, алейхиссалам, во тоа место мелеките му река: признај го својот грев. Каде што и Адем, алейхиссалам, го призна својот грев, го призна својот Господар. Затоа и денес кога луѓето се упатуваат во тоа место Арафат, признаваат за своите гревови и го признаваат својот Господар. Затоа рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем дека тој ден човекот кој што ќе се најди во местото Арафат, кој што ќе моли својот Господар за опрост, пегамберот сам рекол дека Аллах Желешану на тој човек му опростува сите гревови и тој ден од тоа место човекот се враќа во Меке, потоа што му зелите навечер за да го каменува на џемаат и шејданот, се враќа код мајка роден чист од гревови. Зошто е тоа така? Тоа е поврзано со она што Адем алейхиссалам го признал својот грев, го признал својот Господар во тоа место. А со тоа заслужи опрост од Аллах Желешану и Аллах Желешану му опрости и го спои со Хава. Тоа место има историско значение уште во времето на Адем алейхиссалам. Потоа и Ибрахим алейхиссалам по тој ден, пред тој ден му тервие, значи ден на Сомнеш, кога го беше нареден да го заклани као курбан својот син Исмаил. Потоа, значајно е што во тоа место, на место од Џебел Рахме или брдото на милоста, нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем се искача на тоа брдо и зборувал она последното хутбе кој што го кажал кон своите сахаби и кој што рекол кој не е тука присутен, нека го пренесе на оној кој што слушал денес ова, она што јас го реков на тие кои што се со нас. Значи денес ќе зборувам за вредноста на хаџот. Затоа ова земјина топка стои Каба, кој се нарекува и Бейтуллах или Аллахова куќа. Таа е символ на изборот на бебата на Аллах Желешану, Господар на луѓето. Бейтуллах што се нарекува и Бейтул Харам, што значи света куќа, и Бейтул Атик, што значи древен храм или место каде Желешану го спомнал Куранот, вели на вистина првиот храм кој е изграден за луѓето е оне во Мека, благословен е тој и патот на световите. Суратул Али Иман 96 ајет.
Затоа, почитувани браќа, секоја година во точно одредено време, од сите крајеви на светот, припадници на сите раси, класи и народи, со разни средства се патуваат од Мека, кон Кјабе, само со една мисла и една намера онивите души и срца да ја посетат Аллаховата куќа и да бидат гости на Аллах Џелешанову, да извршат аџилот. Тоа е единствена поворка на ова, единствено бело јазо кој што може се види на едно место. И само во ова едно место се најдуваат луѓе само со една иста облека, со иста еднаква цел. Само на ова место. Затоа, од тоа време може да се слушни како милиони усти, како милиони луѓе извикуваат лебејк Аллахуме лебејк. Значи, ти се одзвиам Господар, ти се одзвиам. Затоа, браќа, тоа е момент за кој се вреди да се живеи. Тоа е момент кој треба да се планира во животот. Зошто? Аллах шанове сурата Ал-Имран 97 ајет, луѓето се должни во името на Аллах, ако се состави да ја посетат Кјаба. Затоа, не случајно ова дел го кажувам сега, ова хутбе, што секој од нас кој ќе планира да биде гостин, иншаллах, во ова година во Аллаховата куќа, значи, се со цел да го засврсти неговиот иман, или ако некој во подвоумене, со цел неговата совнеш да открнива неговото срце пред неговиот памет. Мухамед алейхиссалам рекол, луѓе, строго ви е нареден хаџот, па посетете ја Кјаба. Што е хаџ, браќа? Ако некој нас се праша што е хаџ, дали само значи посета на Аллаховата куќа? Ако нас некој не праша зашто кружиме околу Кјабе, тешко да ќе му одговориме. Ако некој нас не праша зашто фрламе со камења на џамати, тешко да ќе му одговориме. Затоа прво хаџот е, браќа, една кулминација кај еден човек на богобојазност на таквалата. Аџилокот или постојана хиба е Кјаба е последниот исламски шар. Рекол бе сам дека исламот се застава на 5 столбови, но после шехадатот, спомнал намазот, спомнал Рамазанот, спомнал зекјатот и на крај рекол тоа. Ако си по можност, посети ја Кјаба. Или направи хаџ. Хаџот има 3 фазови. Прво, ихрамот, што значи ниетот. Кога човекот ќе го облечи ихрамот, она бела облека, нека се рачи на себе си дека тој е веќе мртовец на дуњалот. Зошто? Затоа што тој не е како и други нормален свет. Од себе ги сипнува сите облеки, освен оној ихрам со кој што човекот кој што извршил хаџ, после неговиот хаџ и кога ќе настапи неговата смрт, тогаш човекот се закопува тој бел ихрам. Тоа се само 2 обични крпи бели, кои што асоцираат дека човекот тој ден излегува како една облека, кој што спомна во една хутба дека сахабите, нивната душа била како бела облека. И секој грев е како една замка во една бела облека. Така и човекот осети ги се ихами, се чувствува дека е тој, исто во таа бела облека чист од своите гревови кои што ги направил на дуњалот. Вториот факт е денот на Арефат, да се мине на Арефат во Куфица, во зијара, кружен околу Кјабе ради посета. Денот на Арефат, кој што го спомнал дека, сам рекол дека тој ден е највреден ден во годината. Човекот кој тој ден ќе престојува на Арефат, да заслужува Аллаховата милост. Зошто? Хадисот на сам вели дека Аллах Џелешанову пред своите мелеци се горди, вели, погледнете ги моите робови, со прашја на главата, со уморни лица, изгладнети, жедни, дошле во ова брдо, во брдо на милоста Џебел Рахме, во ова долина Арефат, да бара опрост. Па денес ќе јас му опрости за нив. И тука, од тоа место, секој оној кој што го на хаџ знае, дека се станува се до доаѓањето на сонцето, се до времето на акшам, кога веќе вечерта се темнува пред времето на акшам, на муследите, каде што собираат камења, каде што во утрешниот ден се оди во џамарати, каде што се гаѓа шејтанот. И третиот факт се кружи околу Кјабе, освен стоењето вуков на Арефат. И тоа 4 пати, додека остане 3 пати се ваџиб, второстепена должност кај муслиман. Покрај фарзовите еден хаџ има и повеќе ваџиби. Меѓутоа се сај, забрзано одење помеѓу Сафа и Мерва. И повторно ќе задржам овдека. Во ова место, меѓу Сафа и Мерва, времето кога на Ибрахим алейхиссалам беше нареден да остане
والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. Allah šan se kloni во тоа место. Дека тоа е сигурно, безбедносно за кого? За тие жители, но и за оние кои што Ибрахим алейхиссалам ги оставил. Кога Allah шан му нареди на Ибрахим, па го праша неговата жена, Хаджера рече, зар ме твојот Господар ти нареди да не оставиш тука? Рече да. И кога Ибрахим алейхиссалам само ги остави во тоа место каде што е денешна Кјаба, поминал на другиот брег, чинел дома на Allah шанову, да Allah шану ги помолни Хаджера и неговиот син Исмаил. И кога Хаджера почна да трча меѓу Сафа и Мерва, барајќи храна и вода, под нозете на Исмаил почна да извира денешниот извор Земзем. А Земзем значи во буквален превод запри, запри, затоа што самата мајка се уплаши за состојбата на своето дете. Кога биде под нозете на своето дете извира вода, па се уплаши да таа вода да не биде толку голема, па рекла запри, запри. Со самите рази ја фаќала водата, но таа колку ја фаќала таа вода допирала, се повеќе тој извор бил посилен и посилен. Така да, еден од тие ваџиби е да секој оној кој што ќе оди на хадж да направи сај, помеѓу Сафа и Мерва. Празнување на музелите во Макарен час пред зората првиот ден на Курбан Бајрам. Тука е сунне да се представува превесен поточно, е сунне да се спие ако се може да се спие. Иако е важно значи стоенето, а суннете да се заспие. Затоа што нашиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем од тоа место спиел. И тука се така вика дека тука соновите на еден човек се вистинити и дека секој човек сонува добар сон во тоа место. Фрлање камчија на мина, гричење или движење на косата после мина и тава фурбеда. Проштане тава што се извршува непосредно напуштање на Мека. Спомнаме фарзовите, спомнаме ваџибите. Ке своја неколку суннето тења од кои непознати се облекување на ихрамот, белата хаџиска облека која се чинат две најбедни бели чаршафи или кој што рекуваме крпи. Хаџот брајка има една символика со претходните пегамбери. Како со Ибрахим, како со Адем алейхиссалам, како со Исмаил, а и со нашиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Кога некој нас ке не праша зошто облекувам ихрами, кој е символиката на ихрамите? Символиката на ихрамите е тоа што сите луѓе се со една облека и се еднакви пред нивниот Господар Аллах субханаху ва таала. И ги посетува верниците на проживање од гробовите и стоење на судниот ден во една иста таква состојба. Ако некој се запраша, не имаме дури и сура Ал-Хадж во Куранот. И првиот ајет во сурата Ал-Хадж не стои наредба за хадж. Не се наредба и тоа е чудно. Зошто не се наредба? Него Аллах Желешану веде дека во тој ден мајката кој што ќе оде своето дете, ќе го остави кога заборави. Жената кој што има, кој што ќе биде со плод во својата утрова, и тоа ќе го изгуби, и тој ден во детето биде побиен. Зошто Аллах Желешану во сурата Ал-Хадж ја опишува состојбата на судниот ден? Затоа што и самиот хадж асоцира на судниот ден. И затоа Аллах Желешану уште на почетокот на оваа сура објаснува каква ќе биде состојбата и ја кажа состојбата на судниот ден. Баш токму во оваа сура Ал-Хадж. Затоа што прво и самиот хадж асоцира за еден човек судниот ден. Оној кој што бил во хадж, кој што ги облекол тие облеки ихрамот и кој што застава со милиони луѓе во едно исто место со една цел, самиот се посеќа дека и самиот осетил дека е тој ден, денот на Јаумул Кијама. Затоа фрлањето на камена. Многу луѓе се прашуваат зошто фрлат на камена. Што значи фрлањето на камена, џемоат? Тоа символизира браќа од фрлање на шејтанот од себе и го посетува акцијата на Ибрахим алейхиссалам. Поточно, нели Ибрахим алейхиссалам кога седна својот син Исмаил да го жртвува, затоа што тој самиот се ветил дека ќе жртвува својот син. И Аллах Желешану го ставил на испит прво со сон и после со наредба да ополи својот син. И кога го земал Ибрахим алейхиссалам својот син Исмаил да ополи, тука на 3 места му доаѓа шејтанот и го одбраќа и Исмаил, и Ибрахим, и Хаджера. И затоа на 3 места луѓето кои што се биле на хадж на прва камена. Тоа е дека секој од нас кој што бил на хадж и фрлал со камена, тоа значи дека го одбиваш говорот на
шејтанот или шејтанските наговори да не го послушаш Uzvišениот Аллах Џелешан. Сајот подсетува нели спомнам на Исмаиловата мајка Хаџера и ги подучува верниците никогаш да не ја губат надежда во Аллаховата помош. Ако некој од нас бил на таква состојба среде пустина, со едно мало дете, ќе изгубил надежда. Но ова нас се дава за пример дека една жена со едно мало дете среде пустина барала помош и трчала меѓу двата брда, меѓу двата ридови, Сафа и Мерва. Затоа со тоа знаеме дека Аллаховата помош доаѓа кога на човекот му е најпотребна и кога најмалку очекува. А најмалку очекувала Хаџера под нозете на својот син Исмаил, излети водата, кој што денес ќе ја пијат милиони, па нареча милиарда луѓе, милиарда муслимани по туризмот. Многу луѓе се прашуваат, поготово сега гледаат дека има кои што се откриваат рамото. Зошто е тоа рама на луѓе откриено? Тоа асоцира браќа. Откривањето на 10 рама за време на Саид во центар на првото извршување на хаџот. Кога муслиманите или меканските муслимани биле прогонувани од мушриците. И тие мушлици кои што во тоа време живееле во Мека, тврделе дека муслиманите кои што дошле на хаџ се заболени од лепра. Дека ја изгубиле надежда и моќта оповедата не само и слични такви провокации. Додека тие со Саид им пораша дека се полни со надеж и оптимизам. И дека исламот има непреслушна сила и дека ќе ги победи сите овие мушрици. За символиката на тавот, доволно да го спомнем кружението да асоцира на се што е појавено нешто дадено, а кој се врти околу својата оска. Нега Лашана Бог спомнува својото јасно дека и земјата и сонцето се врти околу својата замислена оска. Значи се движи. Така да и човекот доаѓа во Кјабе, се движи околу, се прави тавот, кругови околу самото Кјабе. Спомена дека некој исламски ученици велат дека мелеците кои што рекле зарем ти ќе створиш намеси на земјата. Кој што ќе пролива крв, Аллах рече јас знам оно што ве не го знае. Поради тоа што го рекле, и таа ученици велат дека околу бројот на мелеци не се знае дека кружа околу едно место. А мора да знаеме дека покрај нашата Кјаба, на Дујналушка, одделна Кјаба, кој ше во Аршава или во небото. Значи тоа е, да речеме, небесна Кјаба. Од таа Кјаба, кога Мухамед се упатил, забележал дека некој е седнат во зидот посред на Кјаба, а околу Кјаба стигне на дете. Кога Мухамед прашал кој е човекот и кој е детето, мене позива дека тој е Ибрахим алейхиссалам, а тоа дете кој што трча околу Кјабе е Исмаил. И пејгамберот во тој хадис вели дека тука влегуваат само еден број на мелеци кои што влегуваат заради ибадет на Аллах Џелешанову и повеќе нема можност ниту простор да влезе повеќе во тоа. Значи имаме една земјина Кјаба и една небеска Кјаба. Затоа нема поголем собир или нема поголемо вистинско обединување на народите во светот на човекот. Во тоа место браќа се најдуваат милиони луѓе од разни нации, од разни места, со разни јазици, со различни култури, со различни сваќања, но со една цел да се отпад на Аллаховата наредба, на Аллаховиот повик. Затоа не постои поголема манифестација и еднаквост и равноправност на луѓето во светот, во Кјабе, во Мека. Поголем сајам или поголемо собиралиште на луѓе во едно место не постои во светот. Освен оно место во кое што ние ја зборуваме. Затоа и нема посебна побожност и поголема чистотија и скромност и погодно расположени и убави мисли од тој момент кога човекот исправен кај Аллаховата куќа пред Кјаба, од дното на својата душа ќе збори лебеј до Аллахуме лебеј. Затоа секој од нас, ако има можност, браќа, во овие останати денови, нека, ако има можност во останати месеци, нека се стрема за хаџ да ја посети Аллаховата куќа
и секојаш нека има на памет дека првиот поглед во ќабе секојаш останува запишан во срцето на еден човек. И после тоа кога ќе гледа ќаба и 5 пати, 10 пати, 100 пати, тие сите слики му се бришат. Но првата слика кога ќе ја погледне ќаба, останува секојаш во сеќавање од текот на целиот свој живот се до неговата смрт. Помолам Аллах Желешанову да зацрсти нашиот имам, да не прости нашите гревови и помоли секаде сите муслимани од целиот свет и секој од нас кој има искрен надеж да оди на хадж, да Аллах Желешанову му помогне и моли се на неговата намера. Та иншаллах ова година од вашата џамија, иншаллах ова место, да Аллах Желешанову да даде за неколку луѓе кои ќе одат да посетат Аллаховата куќа. И бадале кој да